Неодамна се одржа неговиот годишен концерт, а следната година ќе прослави 25 години постоење. За Мандолинскиот оркестар Скопје, почитувани гледачи, во следните минути во Култ култура со Ерхан Шукри, еден од неговите раководители и диригенти, заедно со неговиот татко Рамадан Шукри, со кој го формираа Мандолинскиот оркестар 2001 година. Ерхан, добар ден, добре дојде во Култ култура на телевизија Телма. Неодамна се одржа годишниот концерт на Мандолинскиот оркестар, како што реков во најавата, па какви се вашите впечатоци? Дали сте задоволен? Да, помина нашиот годишен концерт што го одржуваме обично во ноември месец. Би рекол дека овој концерт се издвојува во изминативе години, бидејќи морам да кажам дека сегашниот Мандолински оркестар е освежен и веќе трета година имаме мандолинци што се на возраст веќе од 13 до 19 годишна возраст. И за мене беше предизвик, можеби јас да се испитам сами од себе си, колку можеме да одговориме на овој годишен концерт што го одржавме, за да влеземе во просторијата на камерната сала на Националната установа филхармонија, каде што се одржа концертот. И морам да признам дека повеќе од очекуваното. Мислам дека децата и членовите на оркестарот се надминаа себе си, и посебно ми е драго, можам тоа и да го споделам со вас, што колеги мои драги од професионалната фела, што беа на концертот со коментари, исто кога да бевме на концерт на филхармонија, па они свират како професионалци, се слушаат сите линии, значи далекото на аматерско музицирање, иако оркестрот е аматерски, така да би требало да кажеме дека сме задоволни, со оглед на тоа што посебно ми е драго што членовите се многу задоволни и среќни бидејќи направија навистина голем исчекор со нивното презентирање на тој концерт. Она што мене ми остави впечаток од концертот се вашите реакции кога публиката аплаудираше кога не треба, а вие дававте знак со рака да запре. Очигледно на македонската публика се уште и треба едукација кога станува збор за следење на културни и музички настани. Тоа се случува на нашите концерти, не само концерти, воопшто и на другите културни настани. Обично некое циклично дело, тоа е повеќе ставно, со повеќе ставови и во принцип не се аплаудира. Иако морам да споделам една информација дека во светот е оставено во одредени земји да се аплаудира. Зошто? Бидејќи некој пат емоцијата повлекува и публиката самата спонтано реагира во тоа. Но дефинитивно дека таа едуцираност фали и треба да се сепак испочитува да помеѓу ставови да не се аплаудира и да се остави сепак кога делото ќе заврши публиката да изреагира како што треба. Мене можеби повеќе, да речем, ме иритира податокот што на нашите концерти толку искрено не ми смета што аплаудират меѓу ставовите, мобилните телефони ми сметаат многу повеќе. Бидејќи доаѓаат на такви културни настани, еве за жал и на концертот се случи, имавме прилика што мобилен телефон зазвони, иако јас на самиот почеток на концерт навев да се исклучат мобилните телефони и да едноставно публиката дојде да ужива. На концертот беа изведени популарни класики во аранжман за Мандолински оркестар. Па како се снаоѓате со нотните записи? Дали ги добивате готови од аранжери и композитори направени или вие ги правите тие аранжмани за Мандолински оркестар? Покрај делото што се пишуваат исклучително за Мандолински оркестар што ги изведовме на самиот концерт, ние ги изведуваме композиции што се напишани за други музички формации, значи симфониски оркестри, гудачки камерни оркестри и така натаму. Сега тука е моментот каде што тие композиции треба сепак да се прилагодат за Мандолински оркестар и тие композиции ние ги прилагодуваме заедно со мојот татко за да најадекватно прозвучат во мандолинска интерпретација.
На концертот, покрај музичарите на мандолина, имаше млади луѓе кои свиреа на гитара, виолончело, контрабас. Дали тие се членови на Мандолинскиот оркестар Скопје или едноставно беа ангажирани за потребите на годишниот концерт? Односно, дали едно лице кое знае да свири на мандолина, подеднакво ќе знае да свири и на виолина, и на чело, и на контрабас? Мандолинскиот оркестар самиот по состав има мандолини, мандола, гитара и контрабас. Тие се значи стандардните инструменти што ги имаме во оркестар. Посакуваме и мандолончело да имаме еден ден, па се надевам дека ќе дојдеме и до тој момент да го имаме тој инструмент во оркестарот. Сега што се случува? Да, мене ми е посебно драго што некој пат барем таа генерација сега што се млади, како што реков, сега е многу освежен оркестарот, нивни другарчиња и нивни познаници посакуваат да се приклучат на оркестарот. Така да и се случи сега да 3 млади виолончелистки да не се приклучат на самиот концерт. Праша и навистина јас со задоволство прифатив да не се вклучат. Инаку, конкретно кај нас во Мандолинскиот оркестар, бидејќи сепак тој е аматерски состав и сите членови што членуваат при самото зачленување на некој начин се прави селекција кој каде да свири, односно во која група да се определи, така да на некој начин они се стрикно за тој инструмент, конкретно се или мандолина, или мандола, или гитара, но некој од нив, ако има навистина желба, може да изучува и друг инструмент, така да сме имали и во минатото, а има и сега гледам од младава генерација, каде што оркестранти се снаоѓаат лесно и со други инструменти. Во Мандолинскиот оркестар Скопје членуваат млади лица на возраст од 13 до 19 години, има и повозрастни, се разбира, но дали оние што доаѓаат да членуваат, доаѓаат со одредено предзнаење за мандолина или доаѓаат кај вас и влегуваат во некоја група во која го учат инструментот од нула? Морам да напоменам дека го имаме таа можност да се изучува инструментот што се вели од нула. Да, и обично тука одиме со тоа да се формира група, сепак мислам дека е поинтересно и подобро да се работи во група и го имаме тој момент, но од друга страна ја имаме соработката со основните училишта во Скопје. Моментално се 3 училишта со кои соработуваме, така да во таа комуникација каде што обично децата негде грубо околу 6 одделенија почнуваат да изучуваат мандолина во мандолинските оркестри во училиштата. Тука заедно со наставниците што ги водат тие мандолински оркестри, соработуваме и веќе имаме податок дека навистина тие помагаме, нормално заемна помошта тука за да се воспостави таа основа и веќе како ќе пораснат тие со созревањето стануваат и наши членови во оркестрот нормално ако изразат желба да продолжат да музицираат и да ни станат наши членови. Што велат вашите членови? Зошто ја сакаат мандолината? Зошто сакаат да членуваат во Мандолинскиот оркестар? Мандолинските оркестри во Скопје, кој и во Македонија генерално, морам да кажам дека беа на многу поголем број. Значи секој град имаше мандолински оркестар, Прилеп имаше биенали на мандолински фестивал секоја втора година. За жал сега не е така, многу е тоа смалено и редуцирано. Можам да кажам дека навистина во тој поглед мандолинското музицирање, целото мандолинско музицирање е сведено на тој ентузијазам што останат и љубовта кон музицирањето. Ние конкретно во минатото, а и сега се трудиме да одржуваме концерти по училиштата да децата се запознаат со мандолината, со мандолинското музицирање и тука покажуваат они интерес. Нормално дека во основните училиштата е првиот контакт каде што ќе дојдат до тие инструменти, а се случувало, например, некој пат и некои постари оркестранти, што се повозрастни, беше сега случај со концертот, ми пријде една возрастна жена, на времето свирила мандолина и сака да не се вклучи во оркестарот. Така да го има тој момент дека секој кој што сака да музицира, оркестарот е отворен и мислам дека иако можеби одредени структури мандолината ја подценуваат, таа воопшто не е за подценување, бидејќи татко ми своевремено мандолинското музицирање аматерско го издигна на многу високо професионално ниво и го знаеме во светот дека постојат професионални мандолински оркестри, сме имали прилика и да заедно соработуваме, да гостуваме на фестивали и да го видиме тоа, така да мислам дека мандолината треба да се свати како сериозен инструмент,
Многу истакнати композитори пишувале за мандолина, биле вклучени во оперите, во симфониите. Значи, мандолината си го зазема своето место покрај останатите инструменти што постојат нели во тој инструментален опус. Дали на Мандолинскиот оркестар Скопје му се смее светла иднина, односно дали има интерес за членување во Мандолинскиот оркестар или ова време го зема данокот, па и бројот на членови од година во година се намалува? Конкретно нашиот оркестар, Мандолински оркестар Скопје, тој, да кажеме, израсна неколку генерации во самото негово обстојување. Тие генерации нормално си го фаќаат нивниот животен тек, фамилија, работни обврски, странство и така натаму. И за жал го прекинуваат нивното членување, но борбата е нели да се донесат млади членови, односно подмладок така наречен. Во иднина мислам дека тука треба да се малку заложат и институциите да се разумеат, бидејќи мандолинското музицирање е културен идентитет на оваа држава, е од национален интерес. Ова го потенцирам бидејќи сметам дека државата со овакви многу субјекти во државата што постојат, и посебно јас можам да зборам за мандолинската приказка, треба да се згриже и да ги земе можеби под своја закрила или да изнеде начин како тие да обстојуваат. Бидејќи многу е тешко одржувањето, самостојно кога функционирате, нормално тука се потребни финансии за да сето тоа се подкрепи, и бидејќи ние кога презентираме надвор од Македонија, ќе одиме, сме репрезентанти и амбасадори на нашата држава. И верувам дека можеби ќе се изнајде решение да ваквите ансамбли бидат заштитени под закрила некаква си, да се најде некоја форма. Сепак мислам дека има стручни лица за таква работа и добра волја, бидејќи од финансиски аспект на годишно ниво тоа не се големи средства, а може да бидат повеќе од сега тоа што го имаме, за да може навистина малку покомотно и порелаксирано да се музицира и да се функционира, бидејќи сето ова што се прави се задржува, основата е во тој ентузијазам и во љубовта кон мандолинското музицирање, за да се задржи традицијата. Бидејќи знаете како кога ќе одите во странство, кога ќе прашаат од каде доаѓаат овие, од каде овие млади, па во која школа учат, во која музичко, кога ќе им кажете дека се тоа аматерија, дека не се поврзани со музичките училишта, уште повеќе се добива на тежина и на вредност. Вие и вашиот татко Рамадан Шукри го формиравте Мандолинскиот оркестар Скопје 2001 година. Што ве мотивираше? Татко ми потекнува од Битола, он уште тогаш се запознал со мандолинското музицирање, со доаѓањето во Скопје крајот на 60-тите години. Тука студира, работи, он бидејќи работеше долги години во опера, но љубовта кон мандолинското музицирање и понатаму продолжила. Така да он почнува да работи во Скопје со мандолински оркестри по основните училишта и негде во 81 година по негова иницијатива се формира Мандолинскиот оркестар на тогашен Дом на млади 25 мај и покасно Младенски културен центар. Таму се работи негде до 2001 година. Да, веќе знаете како е во економијата, секој производ се појавува, добива може своја кулминација и после почнува опаѓањето. Така да, после тој одреден период, дојде до надменување на некои состојби и на некои ситуации, да резултираше со формирање на Мандолинскиот оркестар Скопје. Инаку јас во тој стариот оркестар почнав да му асистирам и така дојдовме во 2001 година да го формираме Мандолинскиот оркестар Скопје, кој од тогашното формирање до ден денес континуирано работи со многу награди, со многу бројни концерти, што ми е драго, бидејќи сепак мојот работи за мојот татко, кој навистина оставил голема трага во мандолинското музицирање. Година планираме да направиме 25 годишен јубилеј од овој оркестар, а и негово едно 60 годишно заокружување во мандолинското музицирање. По завршувањето на обврските околу годишниот концерт на Мандолинскиот оркестар, што ново подготвувате, Ерхан? И се изненадевме кога се јави од амбасадата на Република Хрватска да одржиме божикен концерт во нашата католичка катедрала во Скопје. Така да негде средината на декември месец очекуваме сега да се договориме исто за точниот датум, точниот термин, да го реализираме тој концерт и за нас е дополнителна мотивација и со задоволство ја прифативме таа покана. Ерхан, јас ви благодарам многу за разговорот.
Благодарам на поканата. Тоа беше Ерхан Шукри во Култ култура, а вие почитувани гледачи, останете на програмата на Телма и имајте убав ден.